Почитувана македонска јавност, буџетот за 2019 година е за 300 милиони евра поголем од претходниот, а за 700 милиони евра е поголем од последниот буџет кој што го креираше ВМРО ДПМН. Мегаломанскиот буџет за 2019 година изнесува 3,7 милиарди евра. Овој буџет ќе биде општа плячка за граѓаните на Република Македонија. Владата ќе собира повеќе пари од граѓаните и фирмите преку даноци и казни, а во меѓувреме истите ќе ги троши за сопствено луксузирање. Истата оваа влада пред да дојде на власт обвинуваше дека буџетите проектирани од ВМРО ДПМН се огромни и дека ја тонат државата. Сега ни го нуди најголемиот буџет во историјата на Македонија. Ветува дека секој денар од буџетот ќе биде ставен на увид на граѓаните и дека ќе ги скратат непродуктивните трошоци. Сега, кога тие ветувања требаше да се реализираат, пред нас е најголемиот буџет досега со најголемите ставки за непродуктивни трошоци. А се досега ниту еден денар не е ставен на увид пред граѓаните за тоа како се истроши буџетот од 2018 година. Овој буџет со само 2,5 милиони евра ќе го решава загадувањето во државата. Само 2,5 милиони евра за загадувањето, но затоа за невладините организации и предпријатијата одвоени се 100 милиони евра, или тоа се 60 милиони евра повеќе од буџетот за 2018 година. Потрошија 1,5 милион евра преку невладините организации за лубриканти оваа година, а следнава година загадувањето ќе го решаваат преку барања од странски инвестиции. Ветуваа кратење на непродуктивните трошоци, а во буџетот за 2019 година се обезбедени 3,7 милиони евра за набавка на возила, односно 2,7 милиони евра повеќе во однос на овогодинешниот буџет. Само досега, откако ја имаме оваа влада, задолжени сме со над 1 милиарда евра. За идната година се планира уште 800 милиони евра долг. На сите овие задолжувања немаме видено ниту единствен проект да се реализира. Нема капитални инвестиции, нема училишта, патишта, болници, детски градинки, нема зелена нафта, нема 100.000 денари плата за докторите, нема 500 евра просечна плата, нема поврат на ДДВ, даноците дополнително ќе растат, земјоделието тоне, здравството е пред кома, воздухот енормно загаден. Покачена е акцизата за горивата и имаме инфлација и поскапувања кои секој ден ги осиромашуваат народот и стопанството и го намалуваат животниот стандард. Секој ден задолжувањето драматично се зголемува, јавниот и државниот долг рушат рекорди, а огромните милиони никаде ги нема. Единствено што гледаме од оваа влада е водење на економија во која криминалниот картел се богати, се делат тендери, концесии, грантови на семејни и партиски фирми, при што се одлеваат народните пари од буџетот во џебовите на партиските функционери. Проекциите за раст на економијата владата сама постојано ги намалува. Прво на 3,2%, па паднавме на 2,8% и сега целиот свет ни вели дека ако на крајот од годинава растот биде 2%, треба да бидеме и задоволни. Македонската економија оди надоле, а граѓаните се се понезадоволни од квалитетот на животот и се посиромашни, и најголемиот дел од нив одлучуваат повремено, а дел и трајно да ја напуштат државава. Буџетот за здравство ќе изнесува 6,3 милиарди денари за 2019 година и е зголемен за 300 милиони денари во споредба со овој од 2018 година. Министерот Филипче не подсети на зголемувањето на платите за сите 19.123 здравствени работници од 5%
и вети дополнително покачување од 5% за медицинските сестри и 10% за докторите специјалисти од јануари 2019. За сите останати здравствени работници, покачувањето на платите ќе се реализирало дури од септември 2019. И вели дека зголемувањето на платите е реализација на уште една точка од програмата за работа на оваа влада. Според истата таа програма, почитувана јавност, платите на сите здравствени работници требаше да бидат покачени за 15% уште од јануари оваа година. Понатаму, во буџетот за 2019 предвидени се 587 милиони и 375 илјади денари за изградба на новата клиничка болница во Штип и за отпочнување на припремни работи за планирање на новиот универзитетски клинички центар во Скопје. Дел од овие средства ќе се користели и за интервентни градежни активности по потреба во комплексот клинички центар Мајка Тереза, а за одржување на комплексот во периодот додека не се изгради новиот клинички центар, како што се проширување на влезови, пробивање на нови улици и катни гаражи. Прво, клиничката болница во Штип досега веќе требаше да биде завршена, а според ветувањата токму на оваа влада. Второ, нов клинички центар Република Македонија не добива најрано до далечната 2030 година, така што нема потреба од повторни ветувања и повторни лаги. Што се однесува за одржување на комплексот Мајка Тереза, видовме колку оваа влада и Министерството за здравство се заангажирани и способни. Направија депонија од комплексот и за истата ги ангажираа студентите да им ја чистат. А сообраќајниот хаос во комплексот го доведоа до степен пациентите прво да губат драгоцено време за паркирање, за да на крајот се паркираат во импровизирани паркиралишта и да одат на прегледи со кал до колена. Понатаму, во предлог буџетот за 2019 година се обезбедени средства и за болничко лекување без наплата на партиципација за пензионери со пензија пониска од просечната во Република Македонија во висина од 123 милиони денари. Во истава програма биле обезбедени дополнителни средства за од јануари 2019 да се ослободи од болничка партиципација дополнителна категорија на граѓани. Замислете, во 2018 од плаќање на партиципација за болничко лекување беа ослободени лицата до 18 годишна возраст, чии што родители примаат социјална парична помош, а во 2019 ќе бидат ослободени и сите лица приматели на социјална помош. Но во програмата на владата, во ветувањата за првите 6 месеци владење, стоеше дека ќе има бесплатно болничко лекување за сите, токму во првите 6 месеци. Ниту бесплатно болничко лекување за сите, ниту 100.000 денари плата за специјалистите, ниту лекови на рецепт во аптеките после 15 во месецот, ниту усовршен и надграден мој термин, ниту покачен капитационен бод за матичните лекари и матичните стоматолози. Здравството, односно здравието со оваа влада, ќе стане привилегија само на богатите, бидејќи сведоци сме на приватизација на голем дел од јавното здравство и одлив на кадри од јавното во приватното здравство. Во меѓувреме, расте и трендот на напуштање на државава од страна на лекарите и медицинските сестри, што требаше да биде стопирано или барем намалено со оваа власт. Така барем најавуваа и ветуваа. И сега, и за 2019 година, повторно ги имаме истите ветувања и истите лаги, а буџетот е најголем досега. Што се однесува до образованието, овој најмегаломански предлог буџет досега предвидува помалку средства во клучните сегменти од образованието, за разлика од ланскиот буџет. Предвидени се помалку пари за ученички и студентски стандард, наука, за изградба и реконструкција на студентски домови, а во однос на она што се предвидуваше лани во ова време.
Имено, лани за ученички стандард се предвидуваа 6,7 милиони евра, а сега, за 2019 година, се предвидуваат 5,9 милиони евра, што е скоро за 1 милион евра помалце. Буџетот за култура пак, ако лани изнесуваше 353 милиони 645 илјади денари, за 2019 ќе изнесува 227 милиони и 145 илјади денари, или е намален за 126 милиони и 500 илјади денари. Кај културата, нереална ќе бидам ако не се согласам со проектот за изградба на театар во мојот град Гостивар. Имено, со овој буџет ќе се издвојат 10 милиони и 225 илјади денари за старт на изградба на театар во Гостивар. Овој театар исто така предвидува и нови 27 вработувања. Но, како што вчера колешката Магдалена Манаскова кажа, за сметка на новите вработувања во култура, ќе се намалат пари за заштита на културното наследство. Дали и колку е ова исправно, ќе проценат културните дејци и експерти. Колешката Калевска Ванчева пак на Комисијата за финансирање и буџет напомена дека добар буџет е само реализиран буџет. Затоа, да почекаме и да го дочекаме и крајот на изградбата на овој ветен театар во Гостивар, што реално тешко дека ќе се случи во 2019 година, а со оглед на тоа како досега одат реализациите на клиничката болница во Штип, автопатот Кичево Охрид и така натаму. Или како оди реализацијата на поправката на покривот на основното училиште Гоце Делчев во Гостивар. Имено, со ребалансот на буџетот за 2018 се прифати видоизменет мојот и амандманот на колегата Манојловски за оваа цел, но со оглед дека веќе сме во втората половина на декември, значи дека тешко ќе се стигне со реализација на истово. Пред еден месец пак градоначалникот на Гостивар, господинот Арбен Таравари, даде изјава дека покривот на основното училиште Гоце Делчев ќе се санирал со донации на јапонската амбасада. Останува сепак и повторно да почекаме конечно овој покрив да биде саниран и да видиме кој ќе го финансира, бидејќи од ветувања до реализација долг е патот со оваа владеачка гарнитура. Што се однесува до поднесените амандмани на Комисијата за финансирање и буџет, кои во 90% беа истите и беа поднесени по четврти пат во мојов вкус мандат, ниту еден не беше прифатен, ниту за Гостивар, ниту за Тетово, ниту за Врапчиште, ниту за Маврово и Ростуше, а ниту за Дебар. А амандманите беа за инфраструктурни проекти, локални патишта, спортски терени, канализации, за заштита од аерозагадување. Исти или слични амандмани за овие општини имаа поднесени и колегите од Алијанса за албанците и од БЕСА. Ниту нивните, ниту нашите не беа прифатени. Дури ниту колегите од владеачкото мнозинство од овие општини кои се членови на Комисијата за финансирање и буџет не ги гласаа. Ниту една општина не доби ниту еден од поднесените амандмани од локален интерес и за локален напредок. Резимирано, буџетот за 2019 година остана нем и глув за основните потреби на граѓаните. Ова е само уште една потврда за вашето недомачинско, нескромно и расипничко владење. Во Европа почитувани се влегува со работа и со реализација на ветувањата. На Европа не и треба држава со корумпирано судство и институции. На Европа и треба држава која ја водат луѓе од збор, луѓе со визија за еднината и луѓе кои му служат на народот, а не спротивно. Затоа Европа е се уште многу далеку од нас. Се додека не се фатите за работа и за реализација на ветеното, нема шанси за близок почеток на преговори за влез во Европа. Името ви беше само основен изговор за вашите лаги за реформи. Името нема да не влезе во Европа, туку реформите кои остануваат да бидат само запишани на хартија и во вашите програми. Буџетот за 2019 година е пред изгласување и ќе се изгласа, но тој само ќе не доосиромаши
и ќе не однесе уште подалеку од вистинскиот пат за влез во Европската Унија. Буџетот за 2019 година не е она што им го ветувавте на граѓаните. Останаа истите ветувања од 2018, сега само префрлени и за 2019 година. Буџетот е уште поголем, исто како и очекувањата кај народот. Но за жал, најголемо е разочарувањето, зашто втора година поред сме само на ветувања, а без ниту една конкретна реализација. Ви благодарам. Благодарам. Сакам да ги информирам пратениците дека ќе работиме